Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојдовте уште едно издание. Денеска е 12 мај, да, 12 мај. Потпишав некои документи за кремирање. Види, моделов на колава е добар. Не е проблем ни километража, али година производњете. Океј, драги мои пријатели и пријателки, вечерва ќе ви објавам еден разговор кој идеше пред пар недели со една моја драга колешка, можеби најмладата и најубавата новинарка во Македонија, а и најлуда дефинитивно, со Магдалена, и каде што така се обидов, ме инспирираат такви дами да бидам малце поразвеличарен. Оти обично сум ќутлив човек, скромен. Еве, знаат моите колеги кога ќе седнеме пред емисија: Јанко, како си? Јанко, добар си? Кажи бе нешто, Јанко. Јанко бе. Абе, Јанко? Мјау. Нели таков сум? Што се случува кога ќе почне моја емисија у режија? Отвори прозор. Модар сум. Океј. Позадина имаме све. Драги мои, ајде да речам, имам позитивна реакција од еден гледач. Многу близок. Емисијата за вештачка интелигенција. Сакам да ја повторам затоа што сметам дека е клучно и сметам дека курчот на новинарите брзо ќе исчезне, токму затоа што постои реално. Ако сакате реално новинарство, unbiased, е она новинарство кое ќе ви извести без да ви даде едиторијал. Иако нели, тоа ви се допаѓа, сакате анализа да ви направи. Вештачката интелигенција во овој момент е можеби најдобра. Ја ќе идам со неколку примери, па дури и во живо. Ја неколку ги подготвив во врска со актуелните случувања кај нас и што ја знам, па и надвор. Еве, на пример, ќе идеме со дневна политика. Она што нема да го ставам преку вештачка интелигенција, но ќе го свртиме ка нашиот поглед спрема компјутерот, поточно спрема вештачката интелигенција. Веста која ми дава надеж дека нешто може би добро ќе се случи во земјава е дека во петок ќе биде изречена пресуда за повторениот судски процес за пожарот во модуларната болница во Тетово. Луѓе мои, за да го пресечеме ланецот, нападот кој не гуши, неко она идиотска изјава сидрото што не влече напред, туку сидрото што не тоне доле, корупцијата на расипаниот систем, нема да можеме ние да имаме праведност за Кочани ако немаме праведност за модуларната болница Тетово. Затоа што за модуларната болница Тетово, ако се изрече правилна одлука, ако има морална, етичка и судска пресуда за тие што биле тогаш на власт, тогаш можеме да очекуваме тоа дека ќе се случи и за она што беше Кочани, и за Дурмотурс, и за сите несреќи и така натаму и така натаму. Океј. Значи, ова е второ судење за случајот. Во претходната пресуда тогашниот директор на клиничката болница Флорин Бесими, економскиот директор Артан Теми и клиничката болница Тетово како правно лице се обвинети за кривично дело, тешки Судијата Реджеп Муса најави пресудата ќе ја соопшти 16 мај во петок. Зошто? Нели, многумина сега викаат, мора Мицкоски да понесе одговорност.
мора нели се случило во време на негово владење. Мора Тошовски, министерот за внатрешни работи, да поднесе оставка. Зошто? Морална, било каква. Дали тогаш премиерот поднесе било каква критика или одговорност или било што? Не. Ако овој судски процес повторно ми даде некој економски директор, некој си штекер, некој си продужен кабел, thank you and fuck you. Не ме интересира. Колку и да сте праведни и точни, нема да ме интересира. Не може ти, види, шо било, од денеска почне правда. Не, правда, злосторство против човештвото почне, не застарува. Или ќе се донесе праведна одлука и ќе настрада ако треба. Нели? А има одговорност. Нека биде, али нека се прогласи одговорност. Еве, не мора у затвор да иде. Нека се прогласи јавно дека Филипче е одговорен како нели, министер за здравство, дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски мрцина од мега спектакуларни карактери кој е само восхитуван од некои мои колеги овде, тоа е просто неверојатно. Ама, знаеш како? Секој криминалец си има свој поборник за кој вика се снашал човекот. Знаеш што? Никогаш не сте имале, нема ни да имате морално ни етичко право да ми писнете за кого навивам и зошто нема да навивам. Овдека ќе има пресекување. Нема да има пресекување. Ќе ви горат и деца, и жени, и внуци, и правнуци. Ќе квичите како джукели со подвитка на опачка. И заслужено ќе биде. Океј, толку од мене за ова. Кој разбрал, кој не разбрал, thank you and F you. Но го прашав за уште неколку теми, вештачката интелигенција, а тоа е една од главните вести, дека вечерва со Алијансата на албанците се очекува да го официализира излегувањето од владата. Еве веста на Канал 5, официјално си ја напишал новинар како што треба, доликува, направил извештај, размислување. Но, бидејќи ја немам, никогаш не сум имал новинари и екипа, јас си го имам, можеби, најпаметниот новинар на кој му побарав независно да ми даде точен податок што значи излегувањето на Алијанса за албанците и владата на Северна Македонија. Не, кој ќе го вратите името, ќе ја викам Македонија. Ја и викам Македонија за разлика од вас и од колегите. Ама ајде. Алијанса за албанците, предводена од Арбен Таравари, е централно десничарска политичка партија основана 2015 со фокус на постигнување целосна национална еднаквост меѓу албанците и македонците во сите сфери. Дали Алијанса за албанците излегува од владата? Според достапните информации, Арбен Таравари, лидерот на 17 април, потврдил 25-та дека партијата излегува од коалицијата Вреди, која вклучува и други албански партии, како БЕСА и Демократското движење, но решил да остане дел од владата. Ова одлука следи по несогласувањето околу стратегијата на локалните избори 25-та, каде одлучила да настапи со собствени советнички листи наместо заеднички со Вреди. Таравари изјавил дека излегувањето од Вреди не значи автоматско напуштање на владата, но дека конечната одлука зависи од премиерот Мицкоски. Тој додал, доколку премиерот смета Алијансата за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Сепак постојат индикации за внатрешни тензии во АА на 9 мај 25-та. Објавено е дека истакнати членови на партијата се во конфликт со Таравари, а некои би можеле да останат во владата дури ако
тој одлучи да ја напушти. Ова сугерира дека и при евентуално излегување на Таравари, дел од алијансата на албанците би можел да продолжи да ја поддржува владата, што го намалува ризикот од дестабилизација. Посредбата на Таравари и Мицкоски, 12 мај 25, значи денеска, нема конкретен епилог за излегување од владата. Разговорите продолжуваат, а од владата изјавиле дека мнозинството останува стабилно. Имплицираат за сега дека е дел од владината коалиција, иако идните одлуки може да зависат од преговорите за локалните избори и можните коалиции со други партии, вклучително со ДУИ. Значи, ДУИ е игранката целава. Дали владата е во криза? Иако одлуката да излезе од вреди алијансата на албанците и потенцијално напуштање на владата предизвикаа политички тензии, нема силни докази дека владата е во непосредна криза. Еве клучни точки: стабилност и мнозинство. Претседателот БЕСА Билјан Касами изјавил дека излегувањето на Таравари од вреди нема да ја загрози стабилноста на владата. Дополнително постојат разговори со опозицијски фактори кои можеле да го зајакнат парламентарното мнозинство. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН потврдил дека дури ако Таравари ја напушти владата, тоа нема да го наруши мнозинството. Стап на владата. Од владата за Канал 5 изјави дека ситуацијата бара одмерени одлуки, но дека мнозинството е стабилно. Ова укажува доверба во способноста да се управува со кризата без сериозни последици. Внатрешни динамики во алијансата на албанците може да останат во владата, дури ако Таравари излезе. Политички реакции ДУИ изразила разочарување од однесувањето на албанските коалицијски партнери и обвинила владата за маргинализација на албанците, но овие обвинувања не се преведоа во конкретна акција и би ја дестабилизирале владата. Председателката Гордана Силјановска-Давкова изјавила дека предвремени парламентарни избори се непотребни, што сугерира дека владачката структура не гледа потреба за радикални промени. Сепак постојат ризици. Можна соработка на АА со ДУИ. Таравари не дал јасен одговор за потенцијална соработка со ДУИ, а ќе даде, затоа и искача, да не се лажеме. Незадоволство кај албанците, пратеник од Елмезериdo рекол дека надвор 80% од албанците се незадоволни од владата поради перцепција дека Охридскиот рамковен договор е загрозен. Ова незадоволство би можело да се искористи од опозицијски партии и така натаму. Заклучок. Алијанса за албанците предводена од Таравари за сега останува дел од владата, иако излезе од вреди. Христијан Мицкоски не е во непосредна криза, бидејќи мнозинството во парламентот останува стабилно. За да се избегне криза, клучно е Мицкоски и Таравари да постигнат договор за продолжување на соработката, а владата да се откаже. Не, мислам дека сега да го потпрашам, ај не го потпрашам, дегутантно е. Thank you very much. Да видиме втората политичка тема на која му е. Има полициски протест, драги мои. Да, во вестите видовме полициски протест, минималец за полицаец. Добро. Синдикатот на джандароглусите протестиса. Да видиме што име сега. Независниот синдикат на полицијата НСП, ја и го заборев, за време на претходната влада протестираа тие. Кај смеш, бе. Оливерчове, ој. Оливер. Мљакар. На 12 мај 25 независниот синдикат на полицијата организира уште е Гоце Делчев председател? Појма немаш. Организираше протест во Скопје. Да, јас знам, ми беше еднаш гости, се викаше, човекот се вика Гоце Делчев. Баш така. Само не знам дали е се уште. На раскрсницата кај Мавравка, барајќи усогласување на основната плата на полициските службеници со минималната плата, согласно Законот за минимална плата, според НСП основна плата на полицајците е моментално 25.000 денари, што е само 1.000 денари под минималната плата од 24.000 денари. Тие тврдат дека платата се состои од основна плата и додатоци 20 до 30%, но основната плата не смее да е под минималната, што не се почитува. Океј? Председателот на Мартин Ефремов се вика, сори, окей?
истакна нееднаквост во судската пракса, судовите во Битол и Гостово потврдуваат дека основната плата треба да се усогласи со минималната, додека скопските судови одбиваат такви барања. Ова доведува до разлики во платите на полицајците низ земјава. НСП бара во одначување на судската пракса и спроведување на судската постапка по законски рокови. Протестот беше поддржан од полициските синдикати од Србија и Црна Гора. НСП најави дека доколку барањата не се исполнат, ќе информираат европските синдикати и институции во моментов илјадници судски предмети против МВР за исплата на разликата до минимална плата. Значи, ова не е новинарски, ова е мое новинарско прашање и ова ми е не добив од редакција, не е препишено од редакција, ова можам авторски да го земам, копи-пасте, да го објавам како мој коментар на дадена ситуација. Значи, у денот ја можам сам, соло, да се занимавам со 10 теми. Спорт, политика, економија, надворешна политика, хроника, од една линија, значи од еден наслов да му дадам да ми даде. Да ми даде размислување и новинарски да ме информира. Гледате како тоа прецизно и убаво го прави. Сосема ви е на место. Можеш на вести да го прочиташ. Океј. Значи, кога ја би имал време, пари и така натаму да водам цел медиум, можам буквално да го покријам и со најнови информации или со оние кои јас сметам со сосема издржани новинарски вести. Зошто ви го кажувам ово? Зошто го јадам овој бурек? За да се чешете по тоа тиквата. А морам да ве драпам сега. Афера Златна виза. Имено, Венко Филипче првим беше обвинет од страна на ВМРО ДПМН дека има златна виза, што негираше. Дури и СДСМ излезе дека негира, но после призна дека има златна виза. Ја денеска на мојот подкаст за Република, кој ќе го видите, може би вторник, среда, таму, четврток ќе видиме кога, искоментирав на тоа во бурек стаја. Обвиненијата за златна виза на Венко Филипче за Дубај се дел од политичката контроверза во Македонија. Главно потикната од ВМРО ДПМН, кои тврдат дека Филипче и Зоран Заев поседуваат такви визи, навестувајќи поврзано со корупција и сомнителни инвестиции. Еве ситуацијата врз основа на достапните информации. Значи, он не гледал ВМРО-вски или достапни информации. Што кажало СДСМ, што кажало овој медиум, про СДСМ, про владин, про опозицијски и така натаму. Тврдењата на ВМРО ДПМН од април 25 ВМРО ДПМН постојано прашува дали Филипче има златна виза за Дубај, сугерирајќи дека е таа добиена преку инвестиции од неколку милиони евра, потенцијално поврзани со профит од ковид кризата. Тие тврдат дека молкот на Филипче и СДСМ е потврда за овие спомнежи и ги поврзуваат со наводни бизниси на Заев како градба на висококатница во Дубај. Признание на Филипче. Ова е клучно. На 9 мај во подкастот Политиканти Филипче потврди дека поседува златна виза за Дубај, но тврди дека не е поврзана со инвестиции. Според него визата е добиена поради преговори за работа во болница во Дубај пред да стане председател на СДСМ, кои сега се на стендбај. Тој негираше поседување сметки или имот во Емиратите и така натаму. Контрадикции сомнежи. Претходно, конкретно 25-та, Филипче за ТВ Телма негираше дека има златна виза поврзана со инвестиции, што предизвика обвинување од ВМРО ДПМН за лажење, особено под снежното признание. ВМРО ДПМН, ова као со вакцината на керка му на бебенцето, што го вакцинираше со вакцина, со инекција, со затворено капаче. За ние да се труеме, ама он своите не. Дали Филипче имал удел во бизнисите? Тие тврдат дека условите за златна виза вклучуваат од инвестиција од $500,000 или валидна работна лиценца со минимум 5 години стаж во Емиратите, што Филипче не го исполнува. Одговор на СДСМ. СДСМ тврди дека Филипче нема имот или инвестиции во Емиратите и обвинувањата се политичка манипулација.
Контекст за златна виза. Во Обединетите Арапски Емирати, златна виза е долгорочна резидентна виза, 5 до 10 години, што обично се доделува за инвестиции, например, неподвижен имот од минимум 2 милиони, околу 500 арапски денари, или динари, или како се викаат веќе таму, или $550,000. Според бизни активности, исклучителни професионални или исклучителни професионални Онда мора да е за Филипче, пошто он има исклучителни. Е јасно дали преговори за работа може да бидат основа за преговори социјални медиуми и јавност на X и така натаму. Јас да го прашам. Официјално пребарај. Што е потребно да се добие златна виза за Дубај? Барај по странски извори. Да не ви читам се, стомак ме заболе. Ама зошто да читам? Еве го текстот. Како не се гледа? Еве го зголемив. Очи ке ти истера. Ти треба валиден пасос, чисто криминално досие, здравствено осигурување, пребивалиште во Обединетите Арапски Емирати, документи, категории и специфични барања, инвестиции, инвестиција во неподвижен имот, инвестиција во инвестицијски фонд или бизнис. Значи, треба $545,000 за првото. Недвижен имот да имаш. За второто ти треба 2 милиона арапски денари или 250,000 арапски денари годишно од државата и така натаму, најмалку во инвестицијски фонд. Инвестиција во јавни проекти. Значи, ако инвестираш во јавни проекти во Дубај или во Обединетите Арапски Емирати, 5 милиона нивна, нели, според нивниот динари, за 5 годишна виза 10 милиони. Добро? Инвестициите мора да се задржат најмалку 3 години за визата да остане валидна. Предприемачи, специјални таленти, доктори, научници, креативци, писмо за одобрение од Министерство за здравство, писмо за препорака релевантна институција 5 години. Еве да речеме дека ја добил. Така, како лекар, пошто он е надчовечански. Нели? Нормално. 15,000 полицајца Јори Ѓорѓа улица на градот Чикаго. Зошто тогаш, еве, му дале? Во 2019. Така? Зошто лажал дека не? Одма го брани. Леле, како го брани? Не смеам више ништо збор да кажам. Океј. Креативци во уметност и култура. Може ли? И за ова, сигурно он е креативен и културен човек. Иноватор. Па ова штакорот од Твитер одма да го стават. Изворедни студенти и дипломци, средношколци. 95% просек во јавно-приватно училиште, писмо за препорака Министерство за образование од Емиратите, виза 5 години. Универзитетски студенти, дипломци, хуманитарни пионери. Значи, све ова како читам, значи, ВМРО-вци, прекините, човеков си заслужува. Мислам дека и Оливер Спасовски одма треба да го турите таму, со се неговите гавази од овдека таму да снимаат. Невероватно, невероватно. Надчовечански работа. Елеј, стомак ме заболе, мислам. Шубав кадар. Што беше ова? Страната моја? Да, неверојатно. Живееме во држава
која се пародира. Не можеш, 30 години си ги учел оваа стока, без оглед дали се на власт или не се власт. Они си владеат. Се уште дуи ја тормози и мрцвари државата. Исто како и СДС. Препуни се со пари. Погледнете колку медиуми своји држат, колку подкасти држат, колку новинари гинат се постилаат, тераат све у 3 лепе како шарените, не смееш да писнеш. Па знаеш што? Thank you and fuck you, ама стварно доста беше. Ја, знаеш, можеби кога имав некоја пред мене, да речам, ајбе, имам уште некоја деценија, дај да не се заебавам, да си го поминам животот, окей, ајде повлечи се, пушти појаки се овие. Но сега више ми се бројани, што ја знам, денови, месеци, години, појма немам. Па уште да ги поминам, да им пречутувам на вакви вуцибатини, па не можам ја да бидам подпросечен македонец, кој на Твитер и Фейсбук ќе лајкне некој таму што друг изал лајне. Не, ја ќе ги изгледам. Ето. И онака се светите и на сопругата моја, и на децата. Народот дали ме поддржа? Не. Дали ми помогна? Не. Дали им помогна на моите блиски кога страдаа од овие? Не. Дали му помогнав јас на народот? Да. Да. Ако рече некој не, нека ги гледа моите емисии. Се што сум изел ланоси, да е ву, стои како факт. Само ви велам, чутете си, трајте си, прајте си. Уживајте, драги мои. И пресекувањето не може да дојде од Русковски или од Петковски или од Станковски. Промената доаѓа од вас. Бидејќи вие не се менувате, како очекувате некој да ви смени нешто? Се плашите? Океј. Дали ве разбирам? Не. Дали ве поддржувам? Не. Но велам океј. Знам, не е ништо ново. Неќете да расчистите, види, да не се вратат на власт, после мамата ќе ми ја расплачат. Овие ВМРО-вци е добри се, ама меки се си лигават, овие кои ќе се вратат апсат. Па и затворе за човек. Еве, нека ме уапсат мене. Ја куртули претходниот пат. Штета. Сори, нека не ме апсат, нека ме екзекутират. До овде ми е. Знаеш што? Очигледно too much ми е. Затоа одиме со мојата снимка со Магдалена. Уживајте мојата тирада или мојот разговор каде што дамата се обидува да ме однесе во некои филозофски води, а јас говорам за новинарството. Уствари, колку и да зборам за новинарството, јас зборам за карактерот на просечниот македонец, кој е жива шизофренија. Од една страна е чесен, добар, храбар, а од друга страна е лигуш, полтрон и цвикатор. И се тоа живее во една личност. Интересно. Се гледаме утре вечер. Кога ќе те прашаат кој си, кој одговор ќе го дадеш? Дали ќе се определиш преку својата професија, преку својата возрастна припадност,
преку името и презимето и која определба и дали воопшто има смисла да се даваат определености и да се поставува прашањето кој сум јас. Кој ќе поставува стандардите на новинарската професија во Македонија и дали воопшто има смисла една слободоумна професија како што е новинарството да се става во ригидни еснавски калапи. Но колку е важно сепак да се задржи демаркацијата помеѓу вистината и лагата. За сите овие прашања зборуваме во продолжение со Јанко Илковски, а вие останете со нас и проследете го нашиот разговор. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш, како да кажам, гостин во емисијата мој збор, меѓутоа мој драг соговорник секогаш, само што едно парче од тие наши долги, навистина инспиративни разговори ќе ги пренесеме сега пред камера да можат и нели гледачите да посведочат на тоа зашто често ние зборуваме и на кој начин пристапуваме на работите. Кога размислував како да ти ја направам најавата, сега ми се отвори една дилема затоа што синхроно е ова што ќе го дискутираме сега со нешто што го загонатнав во мојата нова книга во врска со прашањето за идентитетот, а тоа како луѓето од некоја си далека иднина се представуваат себе си идентитетски. И кога ќе го прашате, например, главниот јунак, односно главниот лик во книгата, кој што се појавува само на првата и последната страница од мојот роман, еве малце да откријам нешто околу тоа, се представува само име и евентуално може да ја каже возрастната припадност. А какво е општеството? Да, не си у камера, сега само јас сум у Не, камера. ако ми се слуша гласот. Да. Сега јас се прашам, какво е Да. општеството? Сакам баш тоа да те прашам. Има многу атрибути. Можам да те најавам како водител, како новинар, како урбан лик, Кажи ми како за книгата диџеј. во какво окружение го стави ликот твој? Обкружението ти е иднината, меѓутоа за да Каква дојдеме иднина? до иднина, тука има спрега помеѓу вештачката интелигенција и човештвото. Тоталитарна, либерална, Па, отворена. Тоа е либерална, меѓутоа тоа е некој привид на либерализам како што го живееме и денеска и мислам дека прогрес од тоа нема да се направи некој по-конкретен затоа што Повеќе од ова што поентата го е имаме сега. поентата е да биде нејасно и матно и да не биде нели дуално. Сега, кога тебе ќе те прашаат како ти ќе се представиш, јас можам да те представам еве низ твоите улоги. Затоа што и денеска ние кога ќе наведуваме у биографија, сите нели си наведуваме улоги, таму има некоја листа у која што пишуваме, не знам, ние сме родители, ние сме водители, ние сме обично се представуваме преку нашата професија и ќе кажуваме убавите работи од нас. Меѓутоа може ли еден идентитет да се расчлени на улоги? Ако те прашам кој си, за тие малце можеби непостоечки гледачи кои што не те знаат, верувам дека сите те знаат. Меѓутоа ако треба да се представиш негде вака на прва, што ќе кажеш за себе ти лично? Она што го имам јас пред тебе, пред моите, пред гледачите, ја не знам кој е тоа. Кренав раце, откако кренав раце, кој сум, што сум, која е мојата мотивација, дали јас себе ни животот сум се замислил, мене ми е поубаво. Ја го наоѓам прв пат мирот и спокојот. Трагањето по прашањето кој сум и што сум, по мене е мелиорација, непотребна. Наместо да идам и да се соочам со она што треба да се соочам праволиниски, праваме како човештво што правиме за обиколни стратегии и канали. Губење време и енергија. Животот го поминуваме во губење време и енергија затоа што директно не можеме да се соочиме. По тој пат доаѓа прашањата кој оваа цивилизација, општество ги постави, а кој сум јас? Јас се прашувам, а зашто се прашуваш кој си ти? Кога ќе ме прашаат што е целта, поима немам. Па каква смисла има? Па самиот пат, самиот процес е толку прекрасен, сам по себе ја надминува целта. Бидејќи никој скоро, ретко кој успел да ја достигне целта која сам ја засегна. Ако ги гледаш спрема успехот, никој од нив немал таква цел. Нему му е дојдено.
ни самиот процес, ни тоа што поминувал, дали мирен, дали бурен пат, стигнал до нешто. Кога ги проучувам тие луѓе, кои никогаш не се занимаваат со себе, кој сум јас, која е мојата улога и така натаму, бидејќи тогаш би вадел од себе разни ликови. Тој е легион, тој е шизофренија. Ја неќам. Ја во моментот може би искача нешто од мене. Час пред екран сум паметен. Час ќе се расплачам. Час ќе се обидам нешто да помогнам, да бидам хуманитарец. Понекогаш да сослушам некого. Понекогаш во некоја трагедија да идам па да влезам па и не знам зашто. Не знам зошто, нема професионално. Бидејќи ако ме напишеш како новинар, дека сум новинар, тоа е во исто време како мачката на Шродингер. И таа е и жива и мртва. Тоа е точно и тоа е неточно. Точно е бидејќи се бавам со таа работа. Неточно е бидејќи ја никогаш нити сум се трудел, нити сум школуван. Најдобриот македонски новинар на сите време е Никола Младенов беше. Никола Младенов немаше школа за новинарство. Нема му излегуваше природно, интуитивно, он тоа го правеше и сите се фасцинира. Токму затоа што беше out of box. За разлика од новинарите кои се учипени, убридени и така натаму. Очигледно дека на општеството им треба такви луѓе. Затоа и ги тераме децата да студираат. Оти знаеме дека ако го има преголемиот порив за некаква визија која го вади, он кај напушти, колку и да го тераш, ќе го напушти факултетот. Со факултетот ти со високо образование или што е можно по високо образование, он ги намалува шансите за поголемо страдање у животот. И тоа е таа наша мелиорација. Ја велам, ние треба да страдаме. Добро е да пострадаш. Нема поголем факултет од страдањето. Многу е тешко. Страдањето мое не ми е тешко. Страдањето е да ги гледаш блиските твои кои ги сакаш. Не можам. Ја поима, немам дали некој филозоф. Мене ми е све тоа на интуитивно ниво. Ја можам сега уште за 3 реченици да ти се расплачам, али за 3 реченици да влезам у шизофренија. И пак да извадам различни ликови од тоа што сум. Мене ми е страв да влезам у шемата и да почнам да вадам професионалец, новинарот за музика, новинарот за се. Јас сите тие интереси на поп културата ги ставам за да го издржам. Бидејќи ја имав една многу лоша и погрешна визија. Ја бев одушевен од еден лик на MTV. Музичката телевизија, рани 90-ти години се појави, се викаше Рей Коукс. Ќе го изгуглаш, ќе го најдеш типот, слаб, висок и така натаму. Имаше емисија за музика со еден камерман. И он се имаше отворени линии, се расправаше со камерманот, му стануваше, му ја тегнеше камерата, го шамареше. Ја тоа на радио го правев без камера, после го правев, бидејќи не ми беше пример, туку нешто нормално. А он имаше емисија секој ден. И тогаш у мене се учипи и викам, окей, работам на радио секој ден емисија. Работам на телевизија секој ден емисија. Дека само така треба. А татко ми, кој беше сосема друга професија, ме учипуваше со тоа само фанатизам. Демек, во што ќе влезем? Влези како фанатик. За да влезеш фанатично, треба нешто да го сакаш. Тогаш и страдаш, и не спиеш, и лошо ти е, ама ти исполнува затоа што токму го правиш тоа што сакаш да го правиш. Кога ќе почнеш да го правиш тоа што сакаш да го правиш, ти веќе не ни работиш. Ти веќе не ти е гајле ни за пари. Парите си доаѓаат. И сите најбогати луѓе, какви пари бе? Сите овие милиардери работеле тоа што сакаат, тоа што им дошло, парите сосема споредно. Ние тркаме, ние гинеме, ние и упорно ги убедуваат луѓе во младиве луѓе. Види, ако сакаш, биди упорен, ќе успееш. Тоа е по мене најголемата демонологија на десничницата. Абе, остај ги нека падне. Еве, ако сакаш Елон Маск, ме заинтересира 3-4 месеци шепкав за лудакон, кој е дислектичар. Како мене исто. Не си ти дислектичар.
Не, ти џабе збориш. Шо, не знаеш да читаш текстот? Инверзија правам на некој. Сите правиме инверзија. Наместо кажи пак, пажи кап. Така. Па ја тоа хумор го направи. Тоа цела генерација, како им речам, пажи кап, и они се паѓаат од смеја. Пред Ана Брнабич да го направи, значи ти си бил... Супер, Шатровачки го извртуе зборот. Тоа е фолклор, бе. Значи, своите мани ќе ги извадиш како да имаш најубави бујни гради и сите ќе те сликаат и ќе бараат за Wonderbra да им бидеш модел. Бидејќи сум грд, бидејќи немам физички апиранс, немам високи интелектуални способности, ја развив, како се вика, логореја, да зборам многу, а препун сум со цитати плитки од современата поп култура. И таа ми помага да можам да зинам, без концепт да зинам, како и сега, и да не знам кај ќе ме однесе патот. Ја сега од таква длабока почит која имам спрема тебе, вајда тоа секогаш спрема убави девојки. Ние не сме заслужни за тоа, Така ама што- благодарам. Така што, не, од почит кон емисијата, затоа што сакам, буквално се трудам, кога веќе сум негде гостин, да е уредникот на телевизијата да ти каже, добро интервју. Дебил е, кретен е, свиња дебела, го мрзам, али добро интервју сте направиле. Значи, мене не ми треба. Ама, знаеш како, драго ми е ако некому помогна. Вчера ме сретна, на улица ме сретна едно дете. Он трча нешто истетовиран, целиот ово, оне, позади него со камера го снима. Ти сватив дека од оние нови деца, 19 години, поима немам како се, јутјубер. Сакаш ли да купиш вода? Ако купиш вода, ние ќе имаме гивове, пак одам она. Не. И како се сибнува по скалите, у ГТЦ се случува, ме среднува пак. И ме вика, извинете, господин Јанко, извинете што ве вознемирив преска. Шо преживе? И пак почна да ми одесе, пак не го разбирам. И вика, и држи вода и ми вика, сакаш да купиш вода? Викам, зашо се парите? Парите се и пак не го разбирам. Викам, слушај, не можам вода да носам, еве ти пари. донација. Извади 1000-дарка, му дадам. Пошто ме подсети на син ми, ме подсети оние луди години и некако ми дојде моја емоција, не него не го знам, не можев да врзам. Ти не знаеш, значи, бидејќи ја не давам на сиромаси на улица, ја давам во црква пари, кои знам дека црквата ги користи и така натаму, насочено да не бидат злоупотребени децата, имам таа филозофија, така натаму. Таква радост. Ние имаме донација. Не можам да ти опишам. И добар филинг е, кој кратко ти трае, ете си му го разубавил денот. Што имам јас од тоа? Апсолутно ништо. Дали ќе имам некогаш нешто од тоа? Нема да имам. Но, знаеш како, ефектот на пеперутката која ќе запрета со крилата над Пацификот, ќе направи оркан на Атлантикот. Се надевам, може би дека они двајца ќе се сретнат со некој мој внук, правнук, не знам. Но знам дека причинско-последичните врски ги осеќам, бидејќи ја сега се занимавам со квантна теорија. Тоа е у овој момент мојот интерес во животот. Не новинарство, ги откажав сите интервјуа. Не можам да седнам да интервјуирам никого. Морам да се вратам, ќе се вратам, ама периодов подолг не можам. Пој се занимавам со себе, свое здравје, дрнјариња, се сипам со пепел и така натаму. Новинарството го оставам на професионалците. Ја никогаш мене ме терале да идам да земи изјава. Седи тука, збори бе што сакаш, кажи ми, имам што да те прашам. Не, ако ме праќаш за изјава, прати ме у Бела куќа, жити се, прати ме у Кремљ, таму да направам изјава, па и знаеш како се вика новата вештачка интелигенција? Чат? КГБ. You will ask the question. Може ли? Види,
Вака кога ги поставиме работите и ајде, јас ќе се задржам на тоа апстрактно ниво затоа што тука некако најслободно можам да се движам, тоа е мој терен. Околу приказните не сум толку креативна да прераскажувам, не сум некој што раскажува, едноставно повеќе се држам до оние апстрактни концепти, каузални врски, се тоа што го кажа како некоја последица на новото време. Многу еве ти лично одиш на интуиција и тоа се гледа кај тебе дека ти си интуитивен, дека си природен и дека си спонтан. Ова е единственото интервју, еве за моите гледачи да го кажам, каде што јас не сум однапред припремила, подготвила прашање и не сум му ги пратила на соговорникот, така што јас не знам што ќе кажам, ниту ти не знаеш што каков одговор ќе дадеш и тоа е оној сократовски момент. Знаеш како вика умено Сократ, јас треперам како риба на разговорите затоа што јас не знам што следно, не е ова некој сценарио во кој што јас и ти се наоѓаме и сега глумиме улоги. Идејата на интуитивното што ти можеби ја, ајде така да кажам, ја прокламираш, тоа е пригоден термин, ја прокламираш, е во ред, меѓутоа има некои работи кои што во денешно време мислам дека отскокнуваат од она нормална, рационална рамка што им ја даваме на работите. Можда е тоа кај тебе под влијание на што рече дека квантна физика сега те интересира, па неопределености и така натаму. Меѓутоа јас се фаќам, еве и тоа е уште една тема што ја обработувам во новиот роман, а тоа е дека едноставно немаме бинарна логика. Не е веќе идејата на вистината и лагата. Не е веќе идејата да познаеме кој е, ајде ако сакаш машко, женско, кој е левичар, кој е десничар, што е лево, што е десно, барем у идеолошка смисла. Како да не е веќе поентата да препознаеме точно, да демаркираме што е добро, што е зло, туку да се движиме во некои сурови релативизации кои што можат да одат до бесконачност. И единствено релативизацијата мислам дека тука може да оди во бесконачност. Ама со која цел? Зошто? Ке има ли тоа некаква последица? Еве кажавме по идентитетот не е важно и кога ќе престанеш да го поставуваш прашањето, нема да имаш ниту криза на идентитет. Ако не го поставуваш прашањето кој сум јас, тогаш нема ни да имаш криза да се бараш, дали ќе се најдеш на едно место, дали ќе се најдеш во друга, немаш потреба да се расчлениш. Имаш една компактно јас, а никогаш повеќе психолози кои што зборуваат за селф, никогаш повеќе психолози и филозофи кои што зборуваат за собство, за себство и постојано имаме една фаворизација на психолошката дејност, на психолошката професија. Ти во твојата кариера имаш снимено веројатно и направено поголем број интервјуа од еден просечен психотерапевт во Македонија. Психотерапевти во Македонија има многу и кај нив не се поставува прашањето дали се тие легитимни, како што се поставува прашањето дали Јанко е новинар или дали Магдалена е новинарка и кој ги поставува тие критериуми. Меѓутоа Јанко работи на телевизија 25 години, тој е единствениот медиум во Македонија што е регулиран со закон за аудиовизуелни комуникации, закон за медиуми. Сите други медиуми во кои што работат, оние кои што ги даваат квалификациите дали Јанко е новинар и дали Магдалена е новинарка, работат на некои портали, а сите знаеме дека портал може да се регистрира кој како сака, или пишуваат на социјални мрежи и кога ќе се даде некое ограничување на Јанко на слобода на говор, тоа не е цензура затоа што Јанко не е новинар, ама Јанко има влијание врз другите луѓе, затоа мора да му го спречиме тоа влијание. Колку се испречи денеска тој инфлуенс на луѓе како тебе, што сите ги знаат и оние кои што се новинари и кои што се држат до некоја ригидна професија, меѓутоа ни самите не ги знаат стандардите, односно имаат можеби двојни стандарди, ајде така да кажам. И тука е лицемеријата околу и вечната спрега околу нивната етичка коректност. Новинарството како што е поставено е осудено на корупција. Не може да биде поинаку. Не можам да се лутам на колегите за прогоните што ги правеле, мои лични, персонални, интимни и секакви, во некоја политичка борба за да ги оправдаат средствата и така натаму. Дека сум бил инфлуенсер, не сум бил инфлуенсер, туку сум бил многу гласен и упорен, затоа што бев секоја вечер, затоа што бев гласен, затоа што зборам, затоа што гестикулирам и привлекувам огромно внимание. Сето тоа беше проблем. Кога имаш ти таква личност која е нестабилна, јас сум нестабилен, значи у смисла не може да ме контролираат. Дури оние кои ми се сојузници не може да ме контролираат и да имаат корист од мене, а камоли оние што ми се непријатели. Така што дали е тоа ја добро го правам или не, дали може подобро, не се занимава. Се можело подобро. Како дошло мене интуитивно во моментот.
Јас сум ја користил таа, да речам, некоја интуитивна интелигенција, како некој палестинче кој у момент на бомбардирање знае да се снајде. Дај му да напише, не знаеш да срочи реченица. И се интелигентен, има ли IQ или нема IQ? Има ли личност или нема личност? А преживеал. И еве мене 25 години преживувам. Нити сум попаметен, нити сум пообразован, нити сум поначитан, нити сум попоткован филозофски. Ама има една црта која е моја и не морам да ја... Многу ми не е ни битна за нив. Нека ете бил упорен. Ај, голема работа. Океј. Don't worry. Мене ми истурка. Истурка фамилија, истурка семејство, истурка. Како ќе завршам, појма нема. Може би као гроф, може би уендек орлик ќе ми јада. Не се занимавам со тоа, затоа што тоа е, пак те викам, ќе се вратиме на почетокот, мелиорација. Мелиорација да одбегнување на стравовите. Новинарството. Вака, нема никаде во свет независно новинарство. Тоа само нашиве квази професионалци го збора. Што е тоа независно новинарство? Дали, прво, дали ќе се согласиш со мене дека во Русија, Кина, Франција, Британија, Германија, Индија постојат провладини и опозицијски медиуми? Апсолутно ќе климнете сите со глава. Дали во таквите медиуми, пати се ретардирана логика ви зборам. Ретардирана логика. Дали во тие медиуми работат независни новинари? Па да. Каков наратив има он? Има провладен или опозицијски? Апсолутно. Он мора... Они се вадат, види, јас сум во согласно со уредничката политика. Не бе, пичко една, ти си у согласно со партијата која те финансира. Бидејќи, нема медиум кој не е финансиран од партија. Дали е тоа, како што беше претходно преку USAID и така натаму, 99%. 3 децении овдека растени се. Они не знаат за друго. Они не знаат државни пари, они знаат пари од тие и тоа мора да е вечно. Значи, мора ја да сум добар. Мене Америка, мене Европа ми дава, ја морам да го правам тоа што го правам. Опа, дојде сега будалана, ги скина фондоите сега. Сакам да кажам дека ние имаме една тешка фалинка ментална. Например, искача, разговара со еден гостин, не запамтив кој е, ја не бев ни у медиуми уште. И го слушам, тој го вика, знаеш и судот донесе оваква одлука. А не! Шо се збуниче? Судски одлуки не може да се коментира. И ја, знаеш како, подголтнуваш и момент на бранот, на авторитет. Ја не знам од кој, дали има пролив тој ден, па почувствував некаков авторитет дека има дотичниот. Прво што направив во оној слаб dial-up интернет, отворив и да видам протести пред Уставниот суд во Вашингтон за абортус. Донел одлука дека абортусот е легален, нелегален, небитно. Протести во Атина пред Уставниот суд заради ова, заради она. И сега гледам сите развиени, по мене најголеми демократии се Британија, Грција и Америка. Колку и да ги сакаме и да не ги сакаме. И Франција, ајде да речам. Значи, кога таму народот искача, и тоа дебатни емисии, со часови, со сати, дека таа одлука од судот е лоша, добра, ова, она, ваму и таму. Векам, чекај, што е, ние надминавме, па ние сме увациона вече. Па ние, мислам дека ги надминавме морално-етичките, филозофските норми. Па ние сета литература ја фрливме белосветска, измисливме нов свет. Па ние сме подобри од црвените кмери. И тој наратив, драга моја колешке, се уште владее во Македонија. Се додека не се донесе одлука која нив не им одговара. И тоа е во ред. Ама не ми глуми лудило. Држи си ја партијата, држи си го наративот, држи си го комунизмот, капитализмот, либерализмот. Не ми глуми, како што човек кој ќе рече, јас сум аполитичен. Како си е политичен?
Зоон политикон ти го кажале уште од античка Грција. Не може, ти се раѓаш како политичко битие. Дали сваќаш дека не можеш да избегаш од политика? И ако не сакаш да бидеш политичен, да заземеш страна, не смееш да искачаш да гласаш. Но јас, искрено да ти кажам, у оваа држава, кога би имал власт, би направил мандаторно гласање. Не гласаш, никакви бенефиции. Нема социјално, ќе плаќаш дополнителен данок, ќе плаќаш, значи, ни пасош не ти давам бе. Лична карта ќе те кошта 500 евра. Молим лепо, ако сакаш да бидеш ти легитимен, лојален граѓанин на оваа земја, должен си да гласаш. Дали ќе гласаш, ти ќе напишеш таму Чак Норис. Дали ќе, не ме интересира. Тоа е твое право. Што ќе направиш со ливчето? Али на гласање има да излезеш. И само така можеме да ги залечиме општествените процеси, за да почнеме од траумите да се лечиме, за да го најдеме начинот кога колективната траума ќе не удри, ние сме изгубени, не знаеме кај да удриме. Протестираме лево, плачеме, очајни сме. А никако дебата да се отвори. Вања помина, цела нација се испотресе како Смилковско езеро. Ја отварам теми, добивам од пријатели лични. Срамота е ова, што е? Пинк Фарма ќе прави од ова. Не отварај тема. Не отварај тема, а тоа се отвара тема. Тоа исто као ние да имаш лична траума, идеш на психијатар и нема да збориме. Што ќе правиме? Ќе се шмекаме, ќе гледаме. Пошто ние сме над ситуацијата. И ти викаш, да, што се случува со тоа? Добро, ја познаваш и психологијата и ситуацијата. Не мора да го потиснуваш, но кога не го артикулираш нешто, тоа станува Елиен. Елиен филмот ти е символ на она што го носиш во себе, кога не се соочуваш, искача како чудовиште од тебе кое на крај ќе ти изеде. Еве толку вулгарно да ти кажам. Како сакаш дефинирај го. Значи, ја еве сега интуитивно, тоа ми дојде како цитат од поп култура. Сакам да ти кажам дека ние прво мораме да разговараме за се. Мораме да бидеме отворени. Ако нешто боли у општеството, не смее да се ќути секој детал. Протестот е последица, отпосле ќе дојде. Ма нема ни да има протест затоа што ќе се излечиме. Затоа што ќе се излечиме и тоа трајно. Со протест, знаеш како ти е протест? Тоа е као да земеш лек за хронична болест, у момент ќе го спуштиш притисок, за 3 дена он се враќа. И ја викам, во емисија го реков, ние уште ќе имаме трагедии. Ако не ја искористиме оваа шанса да направиме, ние, мала земја сме, ние мораме тоа болно пресекување да правиме со само казнување. Ние мораме колку и да моево дете е виновно, како бе да го казнам? Ќе го земеш на планина и ќе го жртвуваш за Бог со нож. Он те вика. И ќе прифатиш, ќе идеш. Ама нема да го жртвуеш детето, затоа што низ процесот, кога веќе си се помирил, најмилото да го жртвуваш, ти веќе си излечен. Твоето излекување, твојата ментална сила веќе го лечи целото општество. Така да тоа не е празна приказна за Аврам. Тоа е приказна за човештвото. Тоа е кога ќе паднеш на колена. Кога ќе дојдеш кај што веќе нема излез, нема светло, нема тунел, тогаш си спасен. И не само ти, туку целото општество со Господ напред. Кога се работи за личната болка, да, кога зборуваме нели за колективниот прогрес, да, секако дека треба да има теми кои што се отвараат и така натаму, меѓутоа и тука ќе се согласам дека постои нешто што се нарекува колективна траума. И јас сум повеќе по оној, како да кажам, аскетски принцип за копај го длабоко во тишината и тишината сама ќе го рече. Меѓутоа, ако сакаме веќе да бидеме нели коректни во однос на психотерапевското соработување, денеска и ти го спомна неколку пати, ChatGPT, сите се обраќаме за мала помош, сервиси од типот не знам како да направам колач со јаболко, до како да го исчистам темелно мојот дом.
до четување за најинтимни, најдлабоки работи. Има една нишка на осаменост која што не тера многу. И ова е многу интересно, затоа што баш ме интересира дали ќе можам да видам статистика колку од луѓето го догледале интервјуто до крај и за која возрастна популација се работи, затоа што мислам дека младите, овие што се, не знам, алфа генерација, алфа плюс генерација, тие веќе немаат толку внимание да нас слушаат и ова се долги и можеби безкорисни разговори за нив. Меѓутоа, постои една отуѓеност од луѓето затоа што не разговараме. Еве сега ние се гледаме, нели, приватно. Меѓутоа, мал милион луѓе и средби кои што сме требале да ги направиме и да разговараме отворено за многу работи, секој преќе посегне да четува со GPT, со вештачка интелигенција, со не знам други некои алатки за комуникација, отколку да соопшти нешто на друго човечко суштество. Каде доаѓа тоа? Тоа е разочараноста, потребата, стравот да се прикажеме најдобро што можеме, па некоја интима да ја зачуваме. Од каде доаѓа таа недоверба помеѓу луѓето? И се согласуваш ли дека вештачката интелигенција воопшто не е супериорна во однос на човекот, сем тоа што може да му ја даде таа удобност што му е сега приоритета, тоа е да му ја лечи неговата осаменост. И веројатно ChatGPT ќе биде следниот психотерапевти и оваа популарна дејност на психотерапија и психијатрија денес ќе имаат полни раце работа, ќе биде заменета со еден чатбот. И така ќе заврши приказната до некој пресек нареден временски. Вештачката интелигенција е добра. Таа е природен процес на нашата падната природа. Ние, целиот наш живот и битисување сме го имале низ црква. Нам ни е отуѓено што е тоа црква. Црква е објект во кој ние идеме да славиме. Не кафани. Ние идеме таму да прославиме. Фала ти, добро е, фала ти, лошо е, фала ти. Какво чувство? Какво чувство? Се родило дете, фала ти, у црква. Умрело дете, фала ти, у црква, го испратиме. Свадба, именден, роден ден, све било преку црква. Ти дошло мака, немало психијатри, немало лек. Доаѓаш, седнуеш со свештеникот и се исповедаш. Ти ги простоje гревовите, бидејќи нема што друго да ти направи. Но што е поентата во целиот тој однос? Викаш, лично се носи црквата, вика со Бога. Ја не го гледам, не го слушам. Ма ти имаш човек пред тебе. Бидејќи Бог да го видиш, не можеш. Он може да се покаже. Нема, ќе изгориш. Буквално, ама ја зборам о физичка смисла, ќе изгориш. Не можеш да се соочиш. Нема проблем да ни се покаже. Ние не можеме да го физички да го поднесеме, таа температура, таа топлина, таа светлина. Ние како падната природа не можеме. Затоа еволуираме, затоа умираме, затоа не чека вечноста за да можеме да се соединиме со него. Затоа што ни тогаш нема да го спознаеме. Пази, некој што создал све. Немаме представа за кој поим збориме. Ние гледаме джипоите на попоите и отпаѓаме. Не е тоа битно. Битно е дека ти си го артикулирал. Ама ја можам сам дома да му кажам. Не. Сам дома пјампаш. Сам дома лаеш и стенкаш кога си на шолја. Кога ќе застанеш пред човек и го гледаш во очи, а човекот носи униформа Христова, и ми вика, кажи дете што те мачи. Прости отец, грешев. Што си грешев? Он не е тука да ти суди, не може да те осуди. Не си на суд, немаш казна. Он може само да ти прости гревовите и да ти каже, помоли се, поише, пости ово, она, најди начин некако. И тоа е некој квантен момент на благодатни енергии кои ни најнеуките и најнауките умови да го покажале, докажале. Ние со временото рековме, thank you and fuck you. Зигмунд Фройд мене ќе ме лечи. Па ајде, викам, што не ви излечи? Што не ви излечи? Еве, супер е Зигмунд, ја го читав у 8 одделение, супер е. Што не ме излечи? Кога влегов у црква ме излечи. Стана побудала, ама тоа е јуродив, трета тема. Недовербата на луѓето меѓу себе
е немањето соборност. Во црква ние остваруваме соборност. Сега никам да биде религиозно, но во црква имаме доверба. Пази, луѓето што се у црква не се познаваат. И таму сме расипани, ова, она, ќе се причестиме, па искачаме, оговараме, цигариите, кафињата. Ја видели она Магдалена на полеп у пенјуар? О, бруки! Ние сме падната природа. Ние сме падната природа, затоа сме избркани од рај. И затоа ние поминуваме сите овие маки за да се вратиме назад. Иначе со потопот можел да реши се, ама вика не можам, дете ми е, знам дека е белјаџија, знам дека прави булшит, ама го сакам, што да правам? Иди откажи се од твое дете. Ама лоше, крши, пцуе, прави ово, она, не можам се откажам од него. И сега ти како несовршен, кога совршено го сакаш своето ближно, својата творба, својата рожба. Како ли тогаш Бог го сака кога ти го остава све? Имало елиени ова. Кај себе? Ти благодарам многу за твоето гостување. Не, морам поента уште една да кажам. Кажи. Значи, недостатокот на да изговориме, искрено да погледнеме во себе, за најбенигна работа, да исповедаме, не создава да голтаме кнедли, бидејќи се плашиме од осуда. Тоа ја создава изолираноста. Чат GPT е супер, дури ја го користам и ја му пишувам. Ја по цели нощ пишувам со него, ама ја имам и свештеник каде што се исповедам за да реално својот проблем го решам. Ова ми е веќе интелектуален предизвик. Ова ми е интелектуален предизвик, прво себе да се чујам, не он што ќе ми каже, туку ја што ќе кажам, он ќе ти дае комплимент. И нормално ако си интелигентен ќе го тераш у 3 мајчини, затоа што знаеш дека е направен да ти угоди. Ама прави, разговара, језиво, добро, да многу тешко од другата страна, ако некој те стави на тест, да процениш кој е вештачка интелигенција. Така да, добро е, нека артикулираат луѓето, па ако треба и преку ChatGPT, ја верувам дека еден ден, духовно и интелектуално, ќе дојдат до правото место и до правиот извор каде треба да се обратат. Тоа е лечењето. Човештвото нема да се излечи, ама ние поединечно ќе се излечиме. Таква ни е судбината, таква е судбината на целиот универзум. Ти благодарам. Кога ќе престанеш да го поставуваш прашањето кој сум јас, веројатно сите одговори ќе ти дојдат, а можеби и идејата на целото човечко постоење и функционирање е воопшто да не се постави прашањето кој сум јас и да не се трага по одговорите. Сепак постои еден екзистенцијален пат кој што секој од нас го поминува, градејќи го својот идентитет преку својата професија, па така 25 годишно новинарско искуство секако дека има неизбришлива трага врз градење на еден идентитет и просто го структурира и нашиот ум и начинот на кој што и размислуваме, и живееме, и функционираме. За неговиот живот и за новинарската професија, меѓутоа и за ставовите кои што едноставно ги има како вредностен ориентир и по кои стандарди живее, говоревме во оваа емисија Мој збор со Јанко Илковски. Јас ви благодарам за вашето внимание, но ви закажувам и повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш, пријатна работна недела. Се гледаме.